Единството, сплотеноста, храброста да се оди чекор со новото време, јасно се гледаат помеѓу секој поранешен и сегашен член и симпатизер на Унијата на млади сили. Младите никогаш не биле посплотени, младите никогаш не биле поединствени. Младите знаат каде да ја насочат својата енергија и храброст за нови предизвици. Младите знаат да препознаат вистински вредности, според кои се води оваа најбројна младинска организација. Унијата на млади сили веќе 23 години е важен фактор во креирањето и делувањето на младинската политика во Република Македонија. Јас барам сите да се заложиме за и во иднина Унијата на млади сили да остане фактор кој што ќе влие во општеството и ќе служи како извор за идни кадри, кои ќе ја вложат максимално својата енергија и ќе ја продолжат да водат Македонија кон нови победи и успеси. Добар ден, Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Добар ден, ВМРО ДПМН. Добар ден за оваа силна енергија, за оваа политичка нуклеарна бомба на ВМРО ДПМН. Добар ден за најмокната и најсилна политичка организација, најсилен политички подмладок во Република Македонија. Еден од неколкуте главни стожери на ВМРО ДПМН, на победничката ВМРО ДПМН. Добар ден и за членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, на раководството на Унијата, на млади сили на партијата, председателите на општинските и местните комитети, како и секој еден член на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН и на партијата ВМРО ДПМН. Од секогаш ми било посебно задоволство да ја поздравам оваа годишна конференција, која оваа година прославува 23 години Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Честит роден ден УМС! Задоволството најверојатно е поврзано меѓу другото и со фактор што, гледајќи ве вас, кои сте денеска присутни, се потсеќам на периодот пред 16-17 години, како да беше вчера времето кога мојата генерација го оставаше својот траг со многу работа. Вградувајќи се во Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. И во секој од вас гледам луѓе со идеи и способности кои еден ден ќе го продолжат делото на нашата организација и ќе носат нови успеси за државата и ќе работат за народот посветено, одговорно, честно, искрено и макотрапно. Без разлика дали сте само обични членови или пак имате некоја функција во местните или општинските комитети. Бидете горди што од млади нозе ја имате препознаено вистинската идеологија и партијата, која носи револуционерни промени во Република Македонија. УМС во 90-тите се занимаваше со еден друг вид работи. Негодуваше и бараше начин како да се сопре криминалната приватизација. Сите во УМС тогаш беа современици на затворање на фабриките, на секојдневно отпуштање на работниците, на шверц и криминал на големо, на тешка стагнација и уназадување на земјата, на пирамидални штедилници. Тешки времења беа тоа. Денес е многу поинаку. Ние постојано инвестираме во нови капацитети кои може да го издржат пеколното темпо на работа кое го наметнавме. Затоа што Македонија нема време за чекање. Влезени сме во многу проекти. Процесите мора да се движат со забрзано темпо и со големи чекори напред. Треба да биде надокнадено сето она што не било направено во тие времења на СДСМ и многу повеќе од тоа. Почитувани младици, во духот на сето ова, токму денеска излезе нов оглас за пројавување интерес за речиси 160 раководни места во државата и едно или повеќе слободни места во над 130 управни одбори или надзорни одбори, со цел привлекување на најдобрите и најквалитетни кадри од земјата и од диаспората,
независно од нивната етничка или верска припадност или пак политичка определба, кои ќе треба да ги пополнат испразнетите функционерски места или оние на кои им завршуваат мандатите до следната пролет. Ова е трет пат ВМРО да го прави ова на ваков начин, во ситуација кога законски немаме обврска да го правиме тоа, но сакаме гласот за оваа шанса да стигне до секој еден човек кој поседува квалитети, знаење, креативност и желба да се приклучи и да и помогне на Македонија. Тоа е една од големите разлики меѓу ВМРО и СДСМ. Со ваквиот систем на работа, ВМРО ДПМН во изминатите години оформи огромен круг на квалитетни и посветени кадри, кои се предводници на многу значајни процеси во државата. Од пратеници, министри, заменици министри, секретари, директори и слични раководни структури. Ние даваме можности на сите оние кои се независни, не се партиски определени, а кои имаат квалитет и креативност и сакаат да се вложат во Македонија. Секој оној кој со душа и срце сака да работи за својата земја е добре дојден да се пријави и да конкурира. Ова е чекор кој ние не би морале да го направиме доколку на вистина не сакаме да пружиме рака на најквалитетните, кои сакаат да преземат одговорност и да го вложат своето знаење и креативност во развојот на Македонија. И во тој процес и младите во ВМРО ДПМН имаат своја шанса. И ве охрабрувам да бидете секогаш конкурентни, со знаење, со креативност, со подготвеност за многу работа и успеси, и при тоа да се борите за своето место и за вашиот личен напредок, затоа што вашиот напредок е и напредок на Македонија, а тоа е она за што се залагаме и за што работиме како приоритет над приоритетите. Токму затоа нашата темелна заложба е политиката на отворени врати, на постојано кадровско освежување, на прибирање на нови кадри кои имаат знаење, волја и потенцијал да се докажуваат. Тоа се покажа како исклучително добар метод на работа, кој дава резултати, каде се јавува конкуренција меѓу најдобрите и луѓето кои се на позиции се држат на постојан притисок дека доколку не го дадат максимумот, ќе бидат заменети со подобри. Но исто така им се дава шанса и на образованите и стручните, оние кои политиката не секогаш им била најсилна страна и претежно се посветиле на усовршување на професијата и своето време го трошеле да станат подобри во својата професија. Сега, со овој оглас, но и со новата фаза на новиот бран во партијата, им се дава шанса и на тие луѓе кои се подготвени да го дадат својот максимум и да се вложат во развојот и во напредокот. Наш најголем приоритет во работата на владата останува економијата и новите инвестиции кои значат отворање на нови работни места во Македонија. Токму затоа, новиот состав на владата е дополнително засилен со двајца нови министри без ресор, чија примарна задача ќе биде привлекувањето на нови инвестиции. Тоа значи двојно повеќе сили за работа на ова поле кон кое сме толку многу силно фокусирани. Сакам јавно од тука да нагласам дека точно знаеме што сме ветиле пред изборите и нагласувам дека секој член од новата влада, ако треба и секој ден ќе ми има мене лично за подсетник, дека од ветеното не смее да има отстапувања и дека мора да се вложат и последните атоми од силата да се реализира ветеното. Што ме ветено, нема назад. Тоа е нашата девиза и така ќе продолжиме. Оваа година очекуваме отпочнување со реализација и градба на повеќе најавени инвестиции. Меѓу нив е и последната инвестиција на германската техника од текстайл, која што ќе отвори фабрика во технолошко-индустријската развојна зона Штип, веднаш до Johnson Controls. Ќе вработи над 500 луѓе, а почетната инвестиција е 12 милиони евра.
Двете нови германски фабрики во Охрид Струга, каде работиме на трета поголема инвестиција и тоа токму во Охридски емо, но да не збориме пред рака. Тука е и градбата на американската фабрика во Кичево, италијанската во Скопје, фабриката која ќе отвори 5000 вработувања во Ранковци и околината и повеќе други. Она што посебно ме радува е што не само во деновите на изборите, 9 компании јавно објавија нови фабрики во Македонија, како конечна нивна одлука, која ќе почне да се реализира во најголем дел оваа година. Она што посебно е важно, што и по изборите, секоја недела примам високи представници на крупни корпорации од различни индустрии кои се дојдени да испитаат што е тоа што во последно време Македонија почнува да ја прави хит меѓу инвеститорите. Која е таа магија која, иако земјата се уште не е членка на НАТО и ЕУ, ги привлекува многуте компании тука да отворат бизнис и да инвестираат во нова фабрика, во нов капацитет и да отворат нови работни места. Доаѓаат кај мене, во придружба или на Веле, или на Мизо, или на Бил, или на Джери, или Висар, или Делев, или Алек, или моите заменици Зоран и Владо, или некои од другите функционери посветени на оваа работа. А од кај мене одат да разгледуваат локации во поголем број општини. Тоа ми потврдува дека оваа земја, овој народ има иднина, има перспектива, дека невработеноста ќе продолжи да се намалува со посилно темпо отколку досега за време на светската и европската криза. Еве, завчера сабалето дојде една американска компанија со 2 своји дивизии и план за градба на 2 нови фабрики во 2 различни града. Ги донесоа Веле, Мизо и Висар заедно. Вечерта дојде Бил со друга од Америка, а ден пред тоа со руски инвеститор заинтересиран за неколку инвестиции. Джери 2 дена пред тоа донесе 2 други компании, а до крајот на месецот треба да се сретнам со уште 4, од кои 2 термина ги има резервирано Делев. Сите овие компании кои сега доаѓаат, се уште немаат одлука конечна дека тука ќе инвестираат. Но фактот што дошле оддалеку, баш тука во Македонија, неколку дена да одат од локација на локација и од институција на институција, раѓа голема надеж дека барем дел од нив ќе донесат одлука за инвестирање и ќе отворат нови работни места во Македонија, пред се за младите луѓе во Македонија. Да подсетам, кога во 2006-та дојдов во владата, потенцијални инвеститори во мојата канцеларија беа вистинска реткост. Со месеци се зборуваше за некој дека може би дошол. Сега ги има по неколку неделно. Тоа е резултат од нашето работење. Тоа е ВМРО ДПМН. Затоа верувам, ако во тешко време во кризи успеавме невработеноста од неверојатно високите 38%, да ја смалиме на 28,4%, со отворање на нови над 120.000 работни места, има основ да се надеваме дека во наредните 4 години ќе ја спуштиме на околу 22% со отворање на нови 64.000 работни места. Вчерашниот нов податок на Заводот за статистика дека во првиот квартал бруто домашниот производ расте со 3,9%, за растот на извозот и другите параметри, ја зајакнуваа таа верба. На тој план, особено важно за нас е вработувањето на млади лица, зашто продолжуваме со проектот за поддршка на самовработување. Од идеја до бизнис и формализација на постојани бизниси со неповратни средства грант од 3.000 евра за секој новорегистриран собствен бизнис. Досега преку оваа мерка се вработени 5.806 лица, а само во 2014 планирани се 950 нови вработувања. Со цел да се потигне вработувањето на младите лица до 29 години, продолжуваме со поддршката за прво вработување, практиканство за млади невработени лица. Досега со мерката се офатени 1295 млади лица, од кои 759 се вработени.
Од 2014 година започнавме и со програмата за субвенционирање на вработувањето на млади лица до 29 години. Прва шанса. А започнавме и со обуки кај познат работодавач и со обуки кај познат работодавач со субвенционирано вработување. Оваа мерка ќе овозможи обука на невработени лица кај работодавач за период од 3 месеци со финансиска подршка од 5700 денари и субвенција за вработување за период од 3 месеци во износ од 13.000 денари со оврска на работодавачот да го задржи лицето на работа дополнителни 6 месеци. Ќе продолжиме и со финансиска подршка за правни субјекти за отворање на нови работни места во мали и средни предпријатија и занаечи од мал обем. Ќе продолжиме и со програмата за обуки на напредни IT вештини. Со мерката за ослободување од плаќање на персонален данок за работодавачот, доколку се вработи млад кадар до 29 годишна возраст. Само досега се вработени околу 2000 лица во период од само 2,5 месеци, што значи околу 20 до 30 лица дневно, што ја покажува успешноста на оваа нова програма. Околу останатите приоритети би нагласал дека останува за зацртано реализација на проектот, чија цел е да им помогнеме на најранливите категории на граѓани, ќе се направи една многу конкретна и значајна мерка, а тоа е еднократниот отпис на долгови. Ова е проект кој ќе го реализираме и целосно ќе го исполниме. И ова ќе биде прифатено на првата седница на владата по формирањето на новата влада на 19 јуни. Како што ветивме, тековната година е година на покачување на платите и пензиите, како и социјална помош за најранливите категории граѓани. Ќе продолжиме со големата подршка на земјоделците. Како што вети ВМРО ДПМН обезбеди вкупно 600 милиони евра за развој на земјоделството и руралните средини, односно по 150 милиони евра секоја година. Ова е историски највисок постигнат износ за подршка на македонскиот земјоделец, обезбеден од македонската држава. Не чекаат 4 години на тешка работа. Ветеното мораме да го оствариме. Народот ја заврши неговата работа. Недвосмислено ни ја даде довербата. Народот многу не задолжи. Сега ние сме на потек. Нема лево-десно, нема фаќање кривини. Мора да се испорача ветеното и точка. Тоа е тоа. Тоа е наша задача сега. Очекувам многу работа, високо чувство на одговорност од новиот владин состав. Ако некому во некој период не му се работи, нека каже на време, за да не се врука ни себе, ни мене, ни партијата, ни државата. Не е најважен исходот од наредните избори. Образот е во прашање. Тука нема играње. Од СДСМ денеска за жал не гледаме идеја и политичка борба. Заев и Чекеринска соочени со својот личен неуспех, се обидуваат да ја киднапираат партијата СДСМ и се обидуваат помеѓу собственото членство да го наметнат оној познат стокхолмски синдром во кој пробуваат киднапираните, во овој случај членството на СДСМ, да се солидаризираат со киднаперите, со Заев и Чекеринска. А при тоа не гледаат дека секогаш, ама баш секогаш, киднапирањето се гледа како неубава работа и нема да им успее, затоа што граѓаните нема да им дозволат. Пробаа се што можеа. Прво демек со идеи и проекти ќе ни конкурираат. Потоа видоа не оди, ајде со лаги, со интриги, со монтажи, манипулации, клевети, навреди. Резултатот уште полош од тоа претходно. Сега уште киднапирањето на собствената партија им остана. И ставањето нејзино во залог на личните интереси на неколку луѓе. И ако навреме не се освестат, се ќе загубат. Ќе загубат и поддршката на нивните членови. Се заплеткаат до таа мерка, што сега не знаат како да се отплеткаат. Па ние ќе мораме да ги отплеткуваме. Ќе ги отплеткаме некако. За доброто на државата. Оти
какви такви и требаат на македонската демократија. Една од најомилените напади врз нас им е дека немало доволно демократија и сме живееле во диктатура. Драги мои, во таа диктатура, замислете, лидерот на опозицијата имал 6-7 милиони евра капитал и тоа го смета за средна класа. И велат вози приватно ауди кое чини веројатно над 100.000 евра. И плюс јавно тврди на телевизија дека најголемиот дел од богатството го стекнал за време на владењето на ВМРО. Леле, каква диктатура! Леле, диктатура, Многу јака диктатура. Во диктатурата Рада има стан од 200 квадрати, викендици, скапи коли, дури и за станот во која самата живее, некој плаќа кирија од над 5.000 евра месечно. А сега од парламентот, кој не го признава нели како диктаторски, си побара уште 1.000 секој месец. Каква диктатура? Значи, оваква диктатура ретко се наоѓа. Замислете да немаше диктатура. Замислете. Што ќе правевме, луѓе? Многу јака диктатура, многу. Не, стварно замислете да немаше диктатура. Што ли ќе возеше Заев? Вселенски брод, веројатно. Директно од Струмица на месечината. Што ќе губи време во Скопје? Па тек Рада, кој ќе го земеше авион од држава во држава. Европа да ја среди, баталите и Македонија. Оде на друг тениски турнир, демократски, а не вака диктатура. Во што ли ќе живееше Рада да не беше диктатурата? И колку ликирија ќе добиваше за станот во кој живее? Ма не би го издало на под 10.000 арки. Да не беше оваа диктатура, нели? Има да платат што во станот што им е изнемен живее таква особа со такви квалитети. Каква диктатура, какви бакачи. Фатете се за работа, тоа е мојата порака до нив. Фатете се за работа, не се занимавајте со вештачки измислени теми. Направете понуда, направете програма, дајте некои нови луѓе, реформирајте се, борете се со реални и со остварливи идеи за подобар живот на народот, а не со ваги, со интриги или со манипулации. Дајте да се надправуваме со проекти. Доста е со овие измислени и вештачки теми. Не сакам ни да зборувам за висинската диктатура од 90-тите. Кога Радмила и Заев аплаудираа на еден човек кој сега го гледаме како лававо си тера по кафанчиња и ја зема највисоката пензија во Македонија. Кога беа негови извршители, кога имаше 2, подоцна 3 весници и една телевизија, кога убиваа луѓе по улици, кога имаше сомнителни самоубиства со по 2 крушума во глава. Се сеќавате? А не сега кога се даваат субвенции, кога растат плати, кога растат пензии, социјални помошти, кога се отвораат нови фабрики, кога се гради на секаде, кога има плева од телевизии, вестници и портали, кога стотици луѓе дневно преку контактни и отворени програми во медиумите може да кажат се што сакаат и да критикуваат се што им смета, кога имаме најчисти избори спроведено со било кој која ќе се спореди од минатото, кога можеш на некого да му налепиш клевети и афери како никаде на свет и при тоа како паун да глуми жртва дека суството било пристрасно и дека имало диктатура. Но сега е време. Сега е време кога народот веќе може да спореди. И тоа е тоа што ги боли. Тоа е тоа што ги боли, споредбата. Еве, например, земете го проектот Скопје 2014. Кој е главниот проблем тука? Главниот проблем е зошто ние го правиме, а тие не го направија. Тоа е маката. Луѓето прават споредба со нешто што го нема. Затоа требаше да се отцрни проектот. Не ова време на диктатура. Не е ова време на диктатура, туку тоа е време на манипулации и на интриги на поранешните диктатори, чија што безидејност и неработење од нивното време денеска
излегува на површина многу повеќе од колку во минатото. Драги пријатели, на политичката сцена мора да се закопаат секирите и да се намали јазот меѓу политичките конкуренти. СДСМ мора да почне да учи од грешките, инаку не може да се надева на успех. СДСМ прерасна во партија на лица кои, не нудејќи решенија и заради омраза, заради лични хирови и фрустрации, создаде тема која мислат ќе ги амнестира во некоја историска дистанца за нивните неуспеси и катастрофални резултати. Мнозинството од нивните челни луѓе се класични неработници, арогантни и упорно одбиваат да прифатат дека во нив е грешката. Те народот им е крив, те меѓународната заедница сега им е крива и слично. Беа во Брисел, им кажаа и таму дека бојкотот не е решение и дека ова е лошо за државата. И време е да сватат дека не може вака. Ова мора да престане. Ова е лошо за државата и за секој нејзин граѓанин. И самите тие го знаат тоа. Јас сум спремен да им помогнам да излезат од оваа каша. Јас сум спремен да им понудам пакет кој ќе ги адресира сите нивни грижи, исто како што прифативме на нивно барање и она понижувачко одбележување со мастиво, само за да се увера дека нивниот неуспех не лежи во тоа. Единствено што барам од нив е да престанат со ова деструктивно однесување за државата и за сите граѓани во неа. Јас подавам рака. Нивно е дали ќе ја прифатат. Македонија мора да оди напред, а СДС мора да се однесува одговорно. Но и ние ќе бидеме одговорни и ќе работиме да го исправиме се она што реално го имаме како проблем. Но тие негираат кристална победа од над 200.000 разлика. Тоа не им проја ни кај ни во партија, ни никаде. Па ќе се заборави Заев и вика, и се да беше понивно, пак ќе изгубеле само поразот ќе бил со помала разлика. Па пак утредента не признаваат избори. И диктатура било. Срамота е тоа. Потребно е одговорно и сериозно работење. Ние сме силни и ние не се плашиме да подадеме рака за доброто на државата. Што се однесува пак до нас, ако гледаме теснопартиски, само нека продолжи СДСМ да зборува за диктатури, за режими, за слобода во 21. век. Во ситуација кога цела држава ги гледа дека живеат како бубрези во лој и спијат на милиони евра. Народот гледа, светот гледа и се чуди. Сите им се чудат, освен оние кои ги користат како маша за своите интереси. Тие го користат сето ова, за да ја наштетат на земјата. Искрено се надевам дека ќе се најдат сили, ќе се собери храброст и ќе се вратат на вистинскиот пат, да ја водат својата политичка битка онака како што тоа се прави во целиот цивилизиран свет. Ние сме спремни да им помогнеме да излезат од овој вртвок, затоа што ни требаат и нам како власт, и на Македонија како консолидирана опозиција, во еден нормален, демократски амбиент. Нашиот одговор треба да биде енергичен, двојно повеќе сила и ангажман, силно и пеколно темпо на реформите и битка за подобро утре на секој дел од теренот, жестока борба за секое ново отворено работно место, за секој пациент да има подобри услови, за секој процент покачување на плата и пензија, за секој штрафче во странските фабрики и во домашните капацитети, за секој килограм произведен род во земјоделието, за секоја цигла поставена во зградите за ранливите категории граѓани, во секој милиметар асфалт во автопатите и патиштата, за секоја уличка во секое село и населено место, секоја цевка поставен водовод, секој привлечен турист од странство и секој денар што ќе го остави во македонската економија, за секој нов поевтин лек, за секоја табла во училиштата. Нема друг одговор, тоа е одговорот на нашето работење. Со силно залагање,
И покрај овие обструкции, треба да ги избиеме редовите и обединети со народот да работиме со сите сили, интензивно и посветено, за да го одржиме чекорот со реформите за европската интеграција и за достигнување на европските стандарди. Следуваат многу битки. Не сум човек што се откажува или подклекнува. Овие битки за напредок им ги должиме и на нашите предци и на нашите деца. Затоа да останеме на земја со народот, како и досега што правиме, и да обединуваме, да ги вклопиме сите во оваа борба за нашата Македонија, за да покажеме дека успехот зависи од нас самите, а широкиот фронт обезбедува поголеми шанси за успех. Јас верувам дека народот знае и препознава. Јас верувам дека нашиот народ е свесен, самосвесен, слободумен, работлив и креативен народ. Граѓаните се борци. Знае народот кој е во право, а кој греши. И таа сила која доаѓа од народот е нашата најголема сила да продолжиме да работиме, затоа што тоа е чест и привилегија да работи за својот народ и за својата држава. Нема потлекнување. Одиме само напред. Да е вечна и вековита унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Да славиме уште многу вакви родендени. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее македонскиот народ. Да живеат сите граѓани на Македонија. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.